Успешно реализираната турнеја во Кападокија, Турција, деновиве помина уште едно успешно представување на фолклористите од фолклорниот ансамбл Китка од Истибања во Загреб, Република Хрватска. Учествуваа на меѓународниот фолклорен фестивал Детски игри ИОРА 2017, што од 27 април до 2 мај се одржа во Бушевец, Загреб, Република Хрватска. Фолклористите на Китка имаат 3 настапи во Бушевец, Вуковина и Лекеник, општини оддалечени на неколку километри од Загреб. Пред хрватската публика успешно го представија македонскиот фолклор, зашто добија и најсилен аплауз. Освен настапите за време на престојот во Загреб, фолклористите на Китка имаа можност да се дружат и да се забавуваат меѓу себе, а секоја вечер имаа и заедничко дружење со сите фолклористи на фестивалот, на кој што учеа различни ора. На сите фестивали каде што настапува Китка, или не ставаат да го отвориме фестивалот, или пак не ставаат на крајот. Вчерашниот настап ни беше токму тоа, потврда на тоа дека ние последни настапивме, го затвориме фестивалската вечер и публиката се соживеа со нашиот настап, бидејќи и нашите сценски адаптации така ги правиме да настапите бидат да се спои сцената со публиката и играоците од сцената продолжија играњето помеѓу дечињата, бидејќи нас беше во едно основно училиште каде што и самите дечиња овде во Хрватска уште повеќе да се мотивират за да го сакаат фолклорот и традициите. Вечера се представиме со детскиот обичај, бидејќи ова е фестивал за детски фолклор до 18 годишна возраст. Ората Копата, кој е специфичен за регионот на Истибање и околината, кога се почнува велигденските пости и самиот обичај, Ората Копата е поврзан со песни и ора кои што се поврзани со самиот обичај. На фестивалот учествуваа фолклористи од 15 држави, меѓу кои од Италија, со кој уметничкиот раководител на фолклорниот ансамбл Китка, Стојко Митковски, договори до година да бидат наши гости на Истиванското здравоживо. Нашата група е формирана во 1922 година и ние го негуваме италијанскиот фолклор. Имаме и помала и повозрастна група. Тука сме со помалата група на фолклористи на возраст од 13 до 18 години. Мило ќе ни биде да се здружиме заедно и секако да дојдеме и во Македонија на вашиот фестивал. Нашите фолклористи од домакините беа одлично пречекани, а следната средба ќе биде на фестивалот Истиванско здравоживо 2017, на кој што фолклористите од Хрватското фолклорно друштво ќе бидат наши гости. Целта се деца и млади потакнат. Целта на фестивалот е да се представат различните фолклори карактеристични за својата држава, а освен тоа, целта е да се дружат и да се запознаваат децата меѓу себе. Наша желба е да можат децата она што го научиле, да има каде да го представат и покажат. Исто така, децата меѓу себе на овој начин ги запознаваат и другите култури и обичаи. А овај начин фолклористите на Китка за време на неколкудневниот престој во Хрватска имаа можност да го посетат етномузеот во Вуковина, како и големата зоолошка градина во Загреб, а прошетаа и во стариот дел на градот со посета на катедралата.